за да може да напишеш меѓународна програма од таков ранг во тој период од пред 40 години, тоа беше, да кажам, уметност. Првата година никој, да кажам, не даде пари, тек понатаму 83-4 почна да доаѓа помош од СИЗО за култура. То секретар беше Предраг Пенушлиски, долгогодишен, искусен да е во таа област и он имаше разбирање да помага, но тоа е само помош. Знаете како, немаше тогаш ти ќе бидеш тоа, ти ова, ти она, да речеме, некои посебни титули, звања, што ги викаат и така натаму. Него едноставно се знаеше, например, Мирко како директор е задолжен, бидејќи финансиите овдека, сето тоа идеше преку МКЦ како, или Дом на млади, како поразвиена или поорганизирана форма, да речеме, нели тоа е институција сепак. Како ви кажем, ја бев задолжен, да речеме, заедно со Гоце за програмата и организацијата, со Оливер и со Велибор, особено се консултиравме, бидејќи имаше добри врски, па и Оливер, со, речеме, доста и музичари, и некои од, како се викаат, менаџерски куќи, да ги речем, или менаџери, така да сугерираја, се договаравме. Програмата ја се создаваше со избор на групи кои што ќе можат да бидат донесени во Скопје и покриени со финансиските средства со кои што располагаше организаторот.
воглавном импресиите беа позитивни, затоа што ние само што ќе погледне во нешто им го носевме. Секој си имаше, секоја група свој возач, своји хостеси, девојки кои се грижеа за нив. Ги носевме поручици по вечери, ако имаше време ги шетавме околу Скопје или надвор од Скопје, пошто не можевме да го зборувам за до 95-6 година. Пошто не можевме да им го платиме тој хонорар кој што го бара, се ценкавме стално, ние се трудевме на друг начин да ги привлечеме. Со вино, со храна, со убави хотели. За жал тогаш во Скопје немаше убави хотели, беше Гранд Хотел и Континентал. После излезе Мериот, после излезе, не знам, Александар Палас прв и така натаму. Ние видовме дека фестивалот почна да расте, а тогаш влеговме во договори со поголемите менаџери европски и светски за джез музика. Тука беше еден германец кој беше доста непријатен за соработка, Ули Блобел. Тука беше еден австриец, Томас Таузен, кој беше одличен за соработка. Беше 89 година, кога во фестивалот влезе тогашната самоуправна, уште немаше Министерство за култура, интересна заедница, самоуправна заедница за култура, не за спорт, на Република Македонија. И тука клучна улога во тој растеж на фестивалот, зашто тоа веќе се работеше за посериозна сума, сериозно се е тоа релативно, оти без пари не се прави ништо квалитетно. Тука клучна улога одигра господјата Мирјана Митевска. Like I do, and when I'm down, I don't need no crown. Ooh, folks tell you that you are selfish when you don't do what they wish. I do like I do. We play the games to ensure the fame. I like to go against the grain, like climbing uphill in rain. I believe in and I do what I do. About money, to some the thought seems funny. I thinks for myself, still on the go, and the funds are low. Ooh, folks tell you that you are crazy, no 9 to 5, you lazy. I think for myself, don't need no help from nobody else. I like to go against the grain, I'll take the pleasure with pain. Good time fairies, no, I don't need it. My life is free, free. My life is free, free, Somebody but
Следниот соговорник е Александар Геровски, секретар на музичката младина на Македонија. Геро, добре дојде. Добре дојде. Како джез фестивалот од една замислена музичка манифестација во нашиот град во ова кризно време успеа да стане интернационален фестивал кој доколку не е најдобриот, секако е во неколкуте најдобри манифестации и джез фестивали воопшто во Југославија? Па што се однесува до манифестација има една мала нелогичност, би рекол. А тоа е како растеше кризата, така растеше и овој фестивал. Значи во некоја си би рекол обратна пропорционалност можда на некој начин. Започнаме во едно можеби вака од сега гледано од денешен ракурс гледано едно посреќено време можда, таму 82-та година, за да можеме вака овој 8-ми фестивал да кажеме дека навистина донесе извонредна програма која што ги држи критериумите на она што значи светска програма за вакви фестивали. А такви фестивали се одржуваат и во Европа и во светов. На они љубители на джезот познати им се тие фестивали и ги следат сигурно преку јавните гласили, телевизијата во последно време, бидејќи очигледно дека джезот вака се повеќе и во Европа и во светот станува во тренд и джез музиката воопшто, па така го приметувам и во облекувањето и во шминката и така натаму и така натаму. Джезот се потруди, односно джез фестивалот и они што организираат джез фестивалот, ентузијастите собрани во домот на младите и музичката младина, да во овие 8 години ги издржат сите сили и харибди, што би рекле, сите потешкоти, да еве го доведат до вакво ниво. Колку што значи тоа дали има шминки или нема. Па мислам дека најмалце во Скопје ние прво рачунавме дека има некаде околу 200 или 300 млади луѓе кои што или млади или постари луѓе кои што така ни се стандардна публика. Сега веќе можеме да зборуваме дека таа стандардна публика која што во секое време може да дојде на джез фестивалот или воопшто на некој концерт од джез музика, некаде ќе значи околу 1500-2000, па можеби и повеќе. Еден последен податок, на 4 минатиот месец имавме еден така ван фестивал од концерт на Майкл Брекер, познатиот саксофонист од Соединетите американски држави, унезалната сала пак беше полна. Со нешто поскапа карта, меѓутоа пак беше полна, занимањето беше навистина одлично. Што значи тоа? Значи дека со добра организација, со еден добар избор на програма, потруди се да стапиш во контакти со менаџерите и менаџерските куќи, намалија цената, снади се, па ќе имаш добра програма. Ние бевме интегрирани со Македонската радио телевизија програмски. Најмалку 20 на 30 пати се снима програмите на домот на младите. Дали тоа со Развигорче, со женскиот мански хор, со мандолинскиот оркестар, со младоотворен театар, со било какви други програми, а особено со тој дел на музичките програми беше секојдневна комуникација со Македонската радио телевизија. Така да од 1983 година тоа продолжи нормално да МРТВ да го снима. И ние имавме интерес, сакавме да добар дел од тие документи да останат трајно запишани. За афирмацијата на овој тип уметност кај нас, секако дека се важни повеќе фактори кои треба да се споменат, а тоа е дека уште од самиот почеток овој фестивал или прво како концерт и како е следен и од медиумите, особено од Македонската радио телевизија, која што можеме со полно право и со гордост и почит да кажеме дека го следеше и ја направи најголемата колекција на джез концерти, без претруднење ќе кажам, во Европа. Да.
Интересно е тоа дека све тоа што е работено, значи низ годините го работеа на високопродукцијско ниво, одлично обучени тимови од Македонската радио телевизија, тука би ги спомнал и уредници, камермани вредни, режисери. И сето тоа беше правено така со голема љубов и со големо знаење и разбирање. Така да тоа и ова што го кажам секој пат може да се провери, затоа што таа колекција се уште во нашите депоа, маку вака стајана на страна и правливали, секој пат може да се отвори да се види. На овие програми работеа многу режисери, а ви помнале најпрвин секогаш беше нашиот сега покоен Ацо Алексов, потоа еве јас некој стотина, сега многу е стотина, може не сме броеле никој пат колку сме концерти сме снимиле, Томислав Алексов, Коле Малинов, па и некој Стојан Стојановски, така да и екипи обучени на камермани кои што го знаеа джезот подобро него публиката подобро, него и самата продукција, да. Од тој период, почетоците поготово, може да се каже дека джезот покрај тоа што носеше една нова духовна некоја димензија, носеше некоја нова телевизиска естетика, односно овозможуваше креирање на нова музичка естетика, односно визуелна естетика, која ја реализира режисерите од Македонската телевизија на свој специфичен начин. Пред се тука би кажал дека покривањето на самите музички точки и перформанси беше поврзан со некои адекватни постапки кои се надвор од класичните пристапи познати во телевизијата. Односно, 90% од работите кои беа снимани со крупни и со детали, како планови, што до тогашниот начин на снимање на музичка продукција беше нешто ново. И потврда за таа новина дојде од Монтре, телевизискиот фестивал во Монтре, каде што Македонската телевизија доби исклучителни признанија за откривање на нова телевизиска естетика и една специфика како се снима джез концерт. Затоа што джез музиката е специфична и бара специфичен телевизиски израз. Режисерите од Македонската телевизија тоа го открија и го применија во пракса. Секоја чест за нив. Би споменал имиња кои што мене вака ме фасцинира и кои бе во близини, кои ги работев, например, Сесил Тейлор, Джери Ален, например, Херби Хенкок, Диди Джексон. Со растење на фестивалот, растев и јас, а и мојата љубов кон реализација на таков вид музички настани. А што беше идеја? Што джезот е еден тип на импровизација и еден вид на барање на нови некои естетики. Јас се обидов да најдам нешто ново и во пристапот при реализација на тие концерти кај нас. Во овој период јас што ги правев за ниве 25 години. Имам правено од прилика некои 50-60 концерти сигурно. И за разлика од постарата генерација која естетиката ја бараше у крупни детали, планови, јас направив еден друг обид, значи полифонијата ја визуализирав со поливизија. Што значи тоа? Тоа значи дека имаме 3-4 нивоа на визуализација, на 3-4 нивоа на аудитивни елементи кои во джезот со импровизација и надградување се присутни. И тоа беше на вистина нешто така интересно, експериментално и возбудливо за правење. Се разбира дека тоа мора пред се да се координира со целиот тим на Македонската телевизија, екипата што работи со мене, Сашо Јовчевски миксерот, технички овозможи тоа да се изведе, затоа што сама идеја као идеја без технички помагала не би можела да се реализира. И мислам дека тој терк на една поливизија при реализација на джез концертите уште држи вода. Македонската радио телевизија
И тогаш и сега имаше континуирано високопродукцијско ниво. Што значи тоа? Тоа значи дека имало увек обучени екипи, не е само за музика, за драма, за директен пренос, за сите жанрови всушност. И тоа е нормално на фестивалот, за фестивалот тоа беше влегуваат у фестивалот обучени овакви екипи кои што максимум знаат да извадат од оваквото. Не е само значи снимање со 4-5 кадра, него тука одигрува добро и публиката, така да се обучи една генерација режисери меѓу кои сметам дека сум еден од нив и јас да се обучија и се така блиски до тој фестивал и што знам го создадовме тој заеднички тој бренд.
Фестивалот потоа не беше привилегија само на млади луѓе, туку почна да доаѓаат сите љубители на музика. Нема подобра реклама, посебно за една таква мала средина како што сме ние, од овој джез фестивал и уште неколку други манифестации се разбира што се одржуваат во Македонија. Тоа е нашиот начин како да покажеме кои сме ние. А се разбира, еднаш кога тие музичари ќе дојдат во Скопје, јас мислам дека не постои ни еден кој отишол незадоволен од гостопримството,
од публиката и начинот на кој таа публика ги проследува тие нивни концерти, како реагира на тоа што им е понудено. Како што реков, не сме да постои ниту еден промил на сомнеж кога се работи за иднината на тој Скопски фестивал. Бети Картер, првиот пат, мислам, пошто на 2 пати беше у Скопје, дојде во Скопје. Геро се облечи у одело со машна и ја пречека на аеродром со букет. Она почне да плаче. Ова вика, не ми се случило никаде во свет. На такви што се ги фаќам. Сеќам Бети Картер се враќа со својот бенд, изволна бенд. Се враќа од концерт во Норвешка, во некоја сала, спортска сала во која што имало многу малце луѓе, кај што било многу ладно. А она, како американска, афроамериканка, не ја одговарат и таков тип на човек. И јас сеќам се ја пречекав, така си поделивме задачите. Веќе други некои беа во зална сала што свиреа. Ден вечерта јас отидов да пречекам на аеродром со букет токав цвеќе. Голем букет и таа така доаѓа и се представувам кој сум, што сум. Чекаат надвор 2 комбиња за пренос, сместена во овдека во Holiday Inn, порано Гранд хотел. И во разговор беше воодушевена од самиот пречек. Вика, доаѓам во топла земја. Вика, од самиот почеток. Викам да се сместите и така натако, и кажувам заедно со групата, дали некој настапува сега во салата? Да. Јас би сакала, само куферите да ги оставам, би сакала да отидам да видам салата и публиката. Одморете се, госпоđo Картер? Не. Со тебе заедно. И во кола заедно отидовме во незална сала. Гоце и Оливер беше тогаш позади сцена. Што е ова сега? И викам, захтева да дојде. И понудивме чашка црно вино, наше вино. Позади ја тргнува завесата и гледа вака народ, значи преполно незална сала, кој што, не знам тоа кој настапуваше, беше во максимален делириум. Станати, дели, луѓе ракоплескаат, пеат, свират, или веќе било што, и се воодушеви. Вика, ја ќе направам уште подобар концерт, него што се овие вечер. Он веќе утрената настапуваше.
истите тие луѓе не правеа проблем за сала и не правеа проблем, доаѓаа во Скопје, свиреа и некако им годеше и топлината на луѓето со кои тие комуницираа и после тоа им остави впечаток да тие посакаат пак да дојдат во Скопје. Интересна работа. Иако немаше немаше не знам какви услови, али топлината на луѓето кои му кажаа почит и гостопримство овде во Скопје остави еден белег, па тие напишаа композиции за Скопје. Па Душко Гојковиќ, знам, беше модерно да се напише композиција во 5/4 так, затоа што Пол Дезмонд ја напиша Take 5, познатата Take 5, па Душко Гојковиќ напиша во 5/4 Скопје ноќе композиција, изворедна композиција. И други музичари посветија на Скопје исто така композиции, сакаа да дојдат и доаѓаа повторно во Скопје, се навраќаа. И имаше една, како да ви кажам, циркулираше една комуникација многу убава со тие музичари. Знам дека Питер Ерскин го однесоа на Ајвар, на не знам што, таму, одушевен, не знам што да ви кажам. Па кога дојде Џо Завинул, па во Прилеп, па не знам што. Како да ви кажам, имаше нешто што тие не го знаеа, а овде ги дочекаа луѓето на начин на кој повторно посакаа да дојдат и да свират джез овде. И не себично сакаа и да покажат и да помогнат. Хермето Пасквал дојде групата, опремата ја нема, пошто доваѓаше од турнеја со комбе. Што да правиме вечер концертот? Се снаоѓавме. Позајме од тебе, позајме од мене. Дали тапан од Гаро, не знам, клавиатури од овај, ние тенџериња од дома, да ги чуе, дали за перкашен му се добри, окей. На крај се испостави дека возачот спие у Континентал и не го разбудиле. Да дојде на тонска проба, да донесе опрема. Имаше полно такви зафрканци, но претежно беа позитивни. Хербето Паскуал, например. Еден од позначајните бразилски, тоа беше интересен, веќе почна бразилски, да го речам, со бразилски примеси джез, со бразилска музика, кој што беше албино. Дојде со неговите, во бендот бе и неговите еден или два сина, сеќам, и за кој што му ги заборавија дел од неговите удирачки инструменти. Специјални, тоа се некои се тенџерчиња, капачиња и така натаму, меѓутоа не му се потребни за тоа чудо, за стварање на тој амбиент на концерт. Тоа што трчавме јас, Гоци и Оливер, сеќам, од дома да собираме капачиња, тенџерчиња и така натаму и да го несеме. Така да тоа има уште многу други доживувања, секој пат, особено првите години, заради тоа што тоа беше многу интересно за нас, а мислам и за самите музичари. Сите уште еднаш споменувам, а и мислам и до ден денеска, иако доаѓаат звезди како Рей Чарлс, например, или не знам други, да не ги споменувам сега, мислам дека сите беа презадоволни.
Да се надеваме дека музичката младина ќе се снајде и до година и дека во новата година ќе имаме уште еден добро организиран джез фестивал. Па секако ние се надеваме дека најмалку брем ние ќе ова екипа ќе дочекаме 10-тиот, а понатака сигурно оние позади нашто се ги има многу повеќе.